Почна тивко, ама распука гласно. До каде одекна твојот глас и кариера? Баш така, почнав во двете регионални шоуа, едни од најпознати на Балканот. Соработував со стварно онака врвни луѓе и неприкосновени во својата работа, така што беше за мене едно од поголемите искуства и мојот глас се слушна и во Србија и овде, ало на Господ. Како се задоволна од текот на твојата кариера? Успеа да се пробиеш на некој начин во Србија, што е голем плюс за македонските пејачи, меѓутоа како е денес? Така е, па беше малку потешко нели да се дознае таму за мене, но еве сега стварно многу се трудам да направам нешто многу повеќе овде во Македонија и да дадам многу и нели за во Србија, за на Балканот, така што сега ќе дадам уште повеќе газ и ќе биде уште подобро. Која е песната што мислиш дека те направи онака позната и можеби позрела личност во делот на музиката, односно на музички план? Па дефинитивно тоа е мојата прва песна Лења, која што ја извади во едно од нели тие шоуа. Имам стварно онака доста голема гледаност на таа песна и беше се помина едноставно перфектно и сега сум во план да снимам и нели нови песни, така што се трудиме да оди секако што треба да оди. Ти му сакам успех на тоа поле и не можеме да не го поставам ова прашање, споредува со Дженифер Лопес. Колку ти годи или не ти годи таа споредба со неја, бидејќи навистина имаш фантастично тело, облини и изгледаш убаво? Ми годи, бидејќи една од позгодните нели жени. Така што многу се трудам да изгледам така како што изгледам, вежбам. Скоро по секој ден сум во теретана и многу ми е онака, многу се трудам стварно. Кога свати дека твојот успех, односно баш твојот успех ќе биде еден од факторите за да постигнеш уште поголем успех? Дали тоа вежбањето? Па да, дефинитивно. Како што кажав, многу се трудам и стварно е многу битно во денешно време некако и да изгледаш и да пееш, така што тие две работи одат заедно. Твојот задник е често во фокусот на вниманието на македонската јавност, морам да кажам. Колку ти годи тоа што те го споменуваат, покрај тоа што те опишуваат и тебе како пејачка? Па ми годи, просто така сум како што сум и стварно, како што кажав, многу се трудам да стигнам до овде каде што сум денес. И ете, тоа е тоа што можам да го кажам. Јас сум скромна. Стварно сум скромна. Не зборувам баш претерано за себе си. Дали сметаш дека изгледот ти отворил доста врати или сепак е тоа под некоја гаранција на гласот? Па мислам дека е еден од побитните фактори нели да се изгледа, но како да кажам, ако не е на прво место гласот, мислам дека е се џабе. Ако нема некој добар глас, мислам дека тоа како визуелно изгледа нема нели да има ништо тоа. Кога ќе излезеш на сцена во минијатурен фустан или латекс, дали чувствуваш голема самодоверба што го носиш тоа? Од друга страна, македонските пејачи се познати по тоа што не експериментираат многу со својот изглед, а денес е тоа и тоа како потребно. Ако ништо повеќе може да украдеме некаков стил од странските звезди, пошто тие тоа го прават на секои 2 дена, експериментираат и успеваат во сето она што го прават. Веројатно треба и храброст да се направи сето тоа, меѓутоа мотивација и креативност. Како ти успеваш да го срочиш сето тоа во една целина? Па да, чувствувам дефинитивно дека сум некако сигурна и храбра по тоа питање и стварно сакам ностоп да експериментирам и да се појавам во различни нели аутфити. Некојаш скроз затворено, некојаш скроз нели како што кажа ти оскудно онака. Така што сакам да менувам, да бидам ностоп иновативна, пошто мислам дека тоа е дефинитивно едно од побитните фактори, нели, за да бидеш интересен, да не здоседиш. Кој е најлут или најекстремен коментар што си го добила досега на социјалните мрежи, па и воопшто? Најлут коментар кој што сум го добила. Па има многу, сега не можам да се сетам, требаше да ми кажеш ти да се спремам брзо. Не, може да биде и шеговит, значи може да биде и духовит коментар некој што ти кажал нешто, може би за твојот. Не ми текнува. А има многу. Значи коментираат во секој случај. Има, да. Секој ден ми стигнуваат многу пораки. Како се снаоѓаш еве со коментарите, со пораките, бидејќи веројатно постојат и навредливи коментари кои што може би ти го одвлекле вниманието? Па да, можам да кажам дека во денешно време да си најдобар, луѓето пак ќе најдат нешто онака, нели, да кажат нешто лошо за тебе, така што не гледам премногу кој што и како кажува. Ако мора да одбереш помеѓу телото и гласот, што би одбрала? Гласот дефинитивно. Глас. Тоа е дефинитивно најважно во оваа работа.
Една уметничка своевремено кажа дека кога ја праша бидејќи се здебелила енормно, буквално ја праша било што се здебелила, таа самата кажа во една прилика пеа сум пејачка, јас не сум манекенка. Дали се согласуваш со тоа? Па, да, Значи сепак е пресуден талентот и гласот. дефинитивно, како што кажав, на прво место е секој пат гласот, а другото си е се плюс. Мажите те гледат фантазија и тоа на некој начин може да се свати како благослов во денешно време. Како реагираш на тоа, на нивните погледи, еве на пример? Па да, навикната сум, нели, кај да се појавам, да се погледате секој пат вперени во мене и ми годи дефинитивно, не можам да кажам дека не ми годи. Сакам, мислам, внимание, пажња, сакам се, така што. Кој е според тебе најголемиот сон твој во музиката, да речеме сцената, соработка или хит? Што би сакала еве да направиш? Па би сакала, здравје Боже еден ден, да имам своји концерти. Така да дефинитивно ми е тоа една од поголемите онака соништа и стварно се трудам од мали нозе и знам дека ако даде Господ дека нели ќе го постигнам сето тоа, бидејќи сум стварно многу упорна и знам што сакам и газам, така што е. Кој е твојот адут што ние ве не го знаеме публиката? Адут, скриен адут, скриена твоја способност што не ја знаеме. Па знам добро да готвам, така да тоа. И да глумам, и да играм исто, ствари добро играњето век сум го покажала, така што. Кога би бирала до крајот на животот да пораснеш уште десетина сантиметри, дали би направила нешто по тоа прашање? Обично знаат да кршат нозе раце. Па не. Претпоставувам дека се сакаш така каква што си. Дефинитивно стварно сум задоволна моментално како изгледам. И пак ќе кажам, работев многу на себе да стигнам до кај што сум, нели, денес. Тоа е тоа. Јас ти благодарам за ова прекрасно интервју, меѓутоа пред да го завршиме нашето интервју имаме уште две рубрики во кои што би сакала да ни бидеш гостинка. Така што би ти поставил неколку малце пецкави прашања, па ќе видиме каков ќе биде твојот одговор. Може. Сега сме во предизвикот Kiss Marry Kill. Знаеш дека поставуваме неколку прашања на кои што треба да ни одговориш со краток и брз одговор и зошто. Првото прашање е нели со кого би се бакнала, а мојот предлог би бил, значи Војаж, Стефан Лазаров или Иван Либеробенд? Кис Стефан, Мери Иван, Кил Војаж. Да, добро. Меѓутоа имам малце подлабоко од ова што го кажавме. Значи, сега со кого би се омажила? Имам други ликови. Сега имам други ликови, да. Јас те разбирам, меѓутоа ќе го продлабочиме малце повеќе. Значи, оперскиот пејач Иван Наумовски, Илон Маск или фитнес тренерот Бојан Илиевски? Сега со кого би се... со фитнес тренерот. Тоа заедно да мешаме. Одлично. И кажи ми, значи, кого би убила? Антонија Гиговска, Викторија Лоба или Маријана Станојковска, Ренда Мурдер, значи... Немој овакви прашања, молим те, кого би убила? Никој не би убила. Никој не би убила. Добро, ќе станеме да живеат. Баш така? Не ме прашај ова. Нашата најпровокативна рубрика 10 ама, претпоставам дека ја знаеш. Ја знам, да. Правилата се едноставни, значи јас давам ситуација која почнува со 10 ама, ти даваш оценка од 1 до 10, нели? И кратко објаснуваш зошто. Дали си подготвена? Да. Може да почнеме првото прашање. 10 ама носи бели чорапи со сандали? Па 5. Па некако не ми е тоа као моден детал. Не ми одговара некако. 10 ама испраќа војс пораки од по 5 минути. Па добро, јас сум таква, така што 10. Исто сум, значи. 10 ама пие коктел со сламка во дискотека. Коктел со сламка во дискотека? Па нека биде 10. Нека пие само, да биде забавен. 10 ама зборува само за себе во друштво. Па нека биде една добра 5. Нека зборува, али не многу. 10 ама не лајка фотографии на твоите другарки. Не лајкнува? На твоите другарки. Чекај, не лајкнува на моите Да. Се едно, не знам. Не знам, 5. Треба да лајкнува. 10 ама носи розов мобилен телефон. Ма нека носи 10, ако е, нели, 10, нека е 10. 10 ама воопшто не знае да бакнува. 0.
Па сега ако не знае да бакне, онда 0. Нема објаснување. 10 е, ама му се потат дланките кога ќе те фати за рака. Па добро, тоа од трема. Така што дека биде 10. 10 е, ама сака да се слика со тебе за на Инстаграм повеќе колку да биде со тебе. 8, ајде да кажем. Не знам зашто. 10 е, ама изгледа како модел, но зборува како политичар. Изгледа како модела, зборува како политичар. Па нека биде 8. Само да не биде нели многу да зборува. 10, ама сака да те импресионира со некој скап автомобил, а не со карактер. Па карактерот на прво место, така што нека биде 1 тројка. 10 е, ама има пари, ама е доседен во кревет. Зајди. Може само да ми кажеш 2, 1, 5, 10, 0. Двојка.